Благодарам. Почитувана македонска јавност, овие 2 дена никако премногу често слушавме големи мисли од уште поголемиот председател Борис Трајковски, но никако како сите да ја заборавивте најголемата за која што тој го обедини цел народ. Тој велеше: јас верувам во Македонија. Почитувани колеги и колешки, јас верувам во Македонија. Барам и од вас да верувате во Македонија пред да донесете било каква одлука. Имено, како професионалец кој што повеќе од 10 години работеше на политики поврзани со европската интеграција, и со гордост се радувавме на успесите како што беше визната либерализација или пак првата препорака за отпочнување на преговорите во 2009 година. За жал денеска не можам да го констатирам истото. Денес сведочиме на еден голем срам и дебакал кога станува збор за надворешната политика и преговарачкиот тим на оваа влада. Денес пред нас имаме бугарски диктат и тоа е чувство кое што преовладува секаде надвор од ова собрание. За жал, спротивно на европските вредности, ние денес имаме ултиматум и затоа велам не за политичка агресија и асимилација на граѓаните и на Република Македонија. Се уште многу се свежи, но уште поболни сеќавањата, состојбите, уцените, прогоните, притисоците. Маскирани во добрите намери, затоа што, како вели Данте Алигиери, патот до пепколот е поплочен со добри намери, а најверојатно и со бројни вета за Македонија, со премината на уставното име, подпишувањето на замислете на договорот за добрососедство и пријателство, а ние денеска да подсетам се уште тапкаме и еве дури замислете и дискутираме за еден бугарски диктат. Имено да подсетам, дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Ова беше референдумското прашање и една голема лага и ветување. Класична злоупотреба на европскиот процес. Етноцид, непочитување на основното човеково право, политичка агресија, манипулација на голема лага, дека Македонија и граѓаните станат дел од европското семејство со прифаќање на договорот. Истото сценарио го гледаме и денес. И денес, после 4 години, чекаме преговори, чекаме датум, повторно во исти намери, само овој пат во уште полоша состојба. Државата ни е во економски, образовен, културен, здравствен колапс. Македонија, како ни една друга земја, кандидатка и аспирантка за полноправно членство во Европската унија, е изложена на исклучоци, остапки, ултиматуми, диктати и асимилации. Обединети во различностите како столб на Европската унија, очигледно дека не важи за Македонија. Почитувани, протоколот е скандалозен барем оно што можевме да го прочитаме и видиме во медиумите, бидејќи се уште играме круенка со истиот. Окупацијски, спротивно на политиката на проширување на Европската унија, спротивно на декларацијата која што сите овдека ја усвоивме во собранието и спротивно на националните интереси на Македонија. Дополнително, со право се зголеми недовербата кај граѓаните и со право овој пакет на документи не ужива поддршка поради нетранспарентноста и криенката која што игра оваа влада. Требавте да го слушнете гласот на народот, на невладиниот сектор со кој што активно ги следи политиките поврзани со Европската унија и да дозволите аргументирана расправа. На крај требавте да го слушнете гласот на народот кој што ви вели дека овој пакет на документи е штетен. Подсетувам што пишува во овој пакет на документи, дека владата на Република Бугарија ќе дозволи отпочнување на прва меѓувладина конференција само и ако дозволиме впишување на бугарското малцинство во уставот. Со тоа се потврдува дека ние не почнуваме преговори веднаш. Преговорите се отварат по министерската конференција и по измена на уставот, со што е задоволено бугарското барање. Политичкиот состанок е само измислен спин на оваа влада, за да може да се прикаже некако вид на отварање преговори, а тоа наликува, почитувани, како она слика фамозна со добивање датум од авионот. Прашувам, каде е македонското малцинство во уставот на Бугарија?
За Македонија не се обезбедуваат никакви гаранции во овој пакет на документи. Нема гаранција дека нема да има ни понатамошни блокади, а од досегашното искуство можеме само да потврдиме дека такви ќе постојат. Македонскиот јазик, за жал, не е чист во преговарачката рамка и тоа е она што денеска потпорулката на Европската комисија го потврди. За жал, историските прашања како никогаш досега стануваат дел од преговарачката рамка. Да заклучам, договорот со Бугарија, како што е дефинирано во протоколот, станува клучен услов, а не критериумите од Копенхаген. Внимавајте, не критериумите од Копенхаген, туку договорот со Бугарија. Ниедна од државите во процесот на пристапување не требаше да направи такви отстапки во однос на уставот, односно да претрпи уставни измени. Во тој контекст ќе го цитирам и австријскиот професор Бибер, кој што вели: наместо лесен излез, францускиот предлог дополнително ќе ја разнуша репутацијата на Европската унија и ќе го подзакопа процесот на проширување. Колешки и колеги, денес ви се обраќам и на вас. Вие одлучувате дали ќе останете запомнети како пратенички состав кој дал придонес во одбраната за независна, суверена, унитарна држава Република Македонија, како што тоа го направи првиот пратенички состав на ова собрание. Или пак, и да продолжите идејата на Гоца, Даме, Сандански или Титу, или пак ќе застанете на страната на неразбраните трговци и новите администратори. Со причина го цитирав почитуваниот Борис Трајковски, но ќе го цитирам и почитуваниот поранешен председател Киро Глигоров. Борис, како што кажав, велеше: јас верувам во Македонија, а Киро Глигоров велеше: Македонија е се што имаме. Јас верувам дека ќе се освестите, како што тоа е и пораката од народот, и дека ваква Македонија, како што ја знаеме, и цел свет, со сета своја посебност, историја, култура и јазик, и вие ќе застанете во нејзина одбрана и во одбрана на граѓаните. За крај, едно големо не за бугарските барања и едно големо не за промена на уставот. Ви благодарам.